И покрај заселените мерки што ги предведе владата на Република Северна Македонија и заселените мерки што ги предведе кризниот општински штаб во нашиот град, она што денес го видов во градот пред сите банки е очајно и застрашувачки. Не можам да поверувам дека ова може да ни се случи и покрај сите предупредувања и овие мерки што ви даде и владата и општината. Мислам дека тоа невнимание може далеко да не однесе. И покрај сите мерки што сите сакаме да ги правиме, сите апелираме на секој на свој начин, тоа не се почитува ниту од граѓаните, најголем дел во главно, ниту пак од банките. Јас апелирам до банките да бидат поорганизирани, со своите редарски служби да бидат повнимателни и да не дозволуваат на граѓаните да им се случува ова. Денес, гледајќи го во утринските часови, она што го видов пред шалтерите, пред банките, ги упатив сите комунални редари од општина Прилеп заедно со полициско засилување и асистенција да се намали таа гужва, тоа меѓусебно, да кажам, дружење. Не знам колку успеавме, ама мислам дека не се успеа затоа што и покрај сето тоа продолжи истото да се случува пред шалтерите и пред банките. Уште еднаш апелирам до сите раководители на банките во нашиот град да направат нова организација, да се однесуваат поодговорно и да најдат начин распределбата на парите од граѓаните да им биде дадено соодветно, не на ваков начин. Нека најдат некој начин, нека измислат, ама не на ваков начин да дозволуваат на граѓаните. И покрај нашето убедување на граѓаните што помалку да ги има во редовите, тоа се случува. Граѓаните уште еднаш ги замолувам и покрај тоа што од утре ќе имаме порестриктивни мерки, да не се туркаат пред шалтерите и пред банките, да не се дружат еден меѓу друг, да стојат на соодветно растојание, само така ќе се заштитиме од коронавирусот, а не за побрзо да дојдеме до шалтерот и за побрзо да се добијат средствата. Мислам дека овој апел последно ќе делува позитивно на нашите граѓани. Барем малку да се почитува ова, ќе биде најдобро за сите.